По пријава на градоначалникот Петре Шелегов, тимот Центарот за социјална работа Скопје направил увид во станот во трговскиот центар Скопјанка во аеродром и констатирал дека таму живее сама 65-годишна жена која е сопственик на станот и корисник на пензија. Таа имала и ќерка која не живее со неа, но согласно Законот за социјална заштита е должна да се грижи за неа. До месец јануари оваа година со неа живеела незината 90-годишна мајка која починала. Социјалните работници не се стручни да дадат мислење за здравствената состојба на жената. Од МВР претплатното за МИА информираа дека е исчистен станот во зградата во трговскиот центар Скопјанка во аеродром, од каде синоќа се ширеше непријатна миризба. Од страна на екипа на АРМ, со апаратура е констатирано дека се работи за амонијак од употребени пелени. На местото на настанот излегле и служби од Министерството за здравство, Центар за јавно здравје и Дирекцијата за заштита и спасување. Од МВР информираа дека синоќа околу 18 часот и 50 минути било пријавено дека во влезот број 1 на булеварот Кузман Јосифовски Питу се чувствува непријатна миризба и граѓаните се жалат на печење во очите. Предпоставуваат дека најверојатно е фрлен солзавец. Од страна на противпожарната екипа отворени се сите врати од помошните простории, пошто миризбата се изгубила, освен на вториот кат во стан собственост на СС. Непријатната миризба од употребени пелени беше причина за евакуација на жителите од зградата во трговскиот центар Скопјанка во аеродром. По извршената дезинфекција и по 6 часа минати надвор, доцна синоќа граѓаните се вратени во своите домови. Скопскиот градоначалник Петре Шелегов, кој синоќа ги посети жителите, изјави дека за вчерашниот случај со евакуираните жители во трговскиот центар Скопјанка, за жал градот нема многу законски надлежности во таа процедура. Тврди дека морал да преземе се како човек и како градоначалник, за да биде сигурен дека луѓето ќе може да се вратат безбедно во нивните домови.